Ајде, браво колега Амар, 20 минути, направивте материјал за Рил, дојдовте, сега можете да си ја завршите работата. Толку беше циркузот, театарот. Се ова што слушнавме, значи од вас во овие 20 минути, една проекција, една ставка не слушнавме да зборувате за суштината на буџетот, за суштината на документот. Впрочем, јас паметам и за буџетот кој што го носевме за 2025 и говоримавте кај што бевте тотално одлепени од реалноста, тотално неповрзани работи поврзани со буџетот, со бројки и слично, така што за мене ова не е нешто ново, ама во ред, добро, ја сваќам вашата суштина и делување во политиката, да се направи едно видео, еден рил на Facebook што ќе биде скапо платен, и тоа скапо платен бидејќи користите и државни пари во вашето финансирање, цел скап пиар кој што на крајот од денот се сведува на скапо платени реклами на вашите социјални мрежи и на крајот од денот пари кои ги користите за деловни простори во центарот на градот кој што си ги нарекувавте подрумски простори, ама видовме дека сепак не ми личеше еве на мене на подрумски простори. Ете така, во вашиот говор очекував барем еднашка некој од вас да искочи да каже што се случи со тие подрумски простори или се деловни простори, ама добро. Ке повикате еве ајде и на кафе, ке видиме дали било подрум или било деловна просторија. Циркус, театар и тотално одлепени од реалноста. Тоа е тоа што го презентирате пред народот, ништо поврзано со реалноста. Еднашка да застаневте, да дадевте поддршка на мерки кои што се позитивни за граѓаните, особено за младите. Во претходниот во говорот кој што го имав денеска, можев и да поентирам поднос на ставки кои што се суштински важни за младите, не баре смиста генерација. Во тој дел барем можевте еден дел да дадете, да кажете дека имаме некоја си мерка која што е суштински значајна за младите, но поради ова која што го зборувавте сега, која што е тотално одлепено од реалноста, е факт дека нема да имате никогаш прилика да ја водите државата и граѓаните нема да ви ја дадат поддршката заради тоа што не знаете што зборувате прво, не верувате ни во ова што вие го зборувавте денеска, не верувате едноставно, бидејќи е нереално и одлепено тотално од реалноста. Зборувате за раст во градежништвото, се слушате ли вие што коментирате поднос на растот во градежништвото, со што го поврзувате? Тотално одлепени од реалноста, значи не поврзување едно со друго логично нешто. Поддржувањето на фирмите, за кои фирми поддржуваме? Сакате да кажете дека е спорно тоа што поддржуваме оперативен план за вработување со кој што се дава поддршка за мали, за средни бизниси, за млади кои што ќе отвараат сопствени бизниси? Еве, одговорете во една суштинска работа дали давате поддршка на овие мерки и проекти. Значи, исто така поднос на болниците кои што ги спомнавте, напоменав и претходно, ама не сте присутни за жал во овие дискусии за да ги добиете одговорите. Болниците кои што ги спомнавте за реконструкција и за изградба се предвидени да се изградат и да се реконструираат со позајмувањето кое што ќе го добиеме. Така што многу повеќе треба да бидете одговорни во однос на вашиот дел на финансирање на партијата, како работите и каде ги користите средствата, наместо тука циркус да изигрувате во собраниево. Контра реплика Амар Мециновиќ.